Ова утро разговарам со доктор Наташа Теовска-Митревска, специјалист по дерматологија. Зборуваме на тема ласери за третмани на лузни. Добро утро до вас, докторка. За почетокот ќе објасниме што се лузните, зошто се појавуваат, а потоа колку видови на ласер има и како тие може да помогнат за здравување на лузните. Добро утро. Добро утро, ви благодарам на Канал 5 за најавата и за гостувањето во нашата болница Ремедика. Многу честа тема и многу честа, да кажеме, патологија во нашите дерматолошки ординации. Лузните се практички нарушување на онаа наша кожна бариера која што треба да не штити од сите надворешни, да кажеме, влијанија и може да настанат при бројни, да кажеме, повреди, било да се механички повреди, било да се хируршки интервенции, било да се работи за, да кажеме, некои естетски процедури, меѓутоа и при некои воспалителни процеси кои што ни се чести, да кажеме, во дерматолошките ординации, како што се акните, сипаниците, да кажеме, одредени кожни заболувања како што е лупусот и ќе кажам многу чести во нашите ординации. Зошто ни е многу битно? Лузните покрај тоа што имаат одреден функционален, значи може да имаат функционален недостиг, да влијаат на одредени функционални нарушувања во текот на движења, да кажеме на одредени делови од телото, тие имаат и, да кажеме, психолошко влијание кога ќе се појават како, да кажеме, нарушување на самиот интегритет на кожата, па најчесто пациентите ни се попратени со депресија, со анксиозност при појавата на истите, бидејќи го нарушува нормалната структура на кожата. Во, да кажеме, терапевскиот протокол на лузните не се само дерматолозите вклучени, треба да бидат вклучени и пластичните хирузи, треба да бидат вклучени ортопедите, треба да вклучени педиатрите, психолозите, токму заради овие карактеристики, значи еден мултидисциплинарен пристап во решавањето на лузните. Секако во еден од тие тераписки протоколи многу често, барем во последните неколку години, се зборува за ласерската терапија, со тоа што уште во самото, да кажеме, во 90-тите години, кога се официјално признаени како тераписки протокол, се токму овие ласерски терапии во решавањето на лузните. Постојат неколку ласерски терапии во решавањето на лузните. Тие може да бидат аблативни и неаблативни. Што значи тоа? Значи може да направат малку, да кажеме, да делуваат фотомеханички, може да делуваат фототермално или да направат нешто што викаме фотобиомодулација, тоест да делуваат на различни аспекти на лузната, да делуваат на структурата на лузната, да делуваат на бојата на лузната, да делуваат, да кажеме, на одредени крвни садови кои што може да се појават на самата лузна или одреден пигмент кој што исто така може да се појави во текот на, да кажеме, оној биолошки процес во заздравување на самата лузна. Самите аблативни ласери се нешто што е многу често ги, да кажеме, се спомнуваат во решавањето на овие лузни. Има два типа. Едниот се вика CO2 ласер, другиот се вика ербиум ласер. И многу често кај нас пациентите доаѓаат токму со одредени, да кажеме, веќе познавање или прочитани информации. Тоест, докторка, сакам да ми направите CO2 ласер за лузни, најчесто ја имаме онаа млада популација, лузни од акни, кои што се многу присутни, околу 60% присутни во младата популација. Која е разликата помеѓу овие два типа на ласери? Ако таргетот на ласерската енергија, кој што ја представува практички светлина, кој што се поминува, кој што се влегува во самата кожа, е водата, самиот CO2 ласер има многу помалема, да кажеме, абсорбција на таа вода во клетките, па дел од енергијата се распрснува кон останатиот аспект на клетките. Тоа значи, она што ние визуелно го гледаме при работата на овие ласери, е продолжено време на, да кажеме, на опоравување во смисол на црвенило, во смисол на оток, дури и постојана ризик на компликација доколку несоодветно се ракува или се несоодветни параметри на различни локализации на телото, во смисол на појава на нови лузни, појава на, ние викаме, појава на кафеави дамки, како постинфламаторни хиперпигментации, појава на акни, појава на еритем, на црвенило, на оток. А за разлика од ербиум ласерот, кој што е, да кажеме, има поголем афинитет од CO2 ласерот, некаде 13 пати, тоа значи се таргетира директно во клетката, значи целата вода од клетката точно ја насочува таму каде што треба. И токму разликата помеѓу ербиумот ласер и CO2 ласерот е во однос на апсорбцијата на водата. Имаме помалку несакани ефекти или пократко време на опоравување.
со идентичен ефект на самото ткиво на клетката. Тоа значи стимулација на нов колаген, ремоделирање на самата лузна и подобрување на самата структура. Колку третмани се потребни за да се покажат првичните резултати? Да, обично, знаете како, имаме различни типови на лузни. Имаме линеарни лузни, кои што се јавуваат после хируршка интервенција, имаме хипертрофични, тоа значи имаме пораст на сврзно ткиво, кои што обично се наоѓа на рабовите на самата лузна, и келоидни лузни, кои што излегуваат надвор од рабовите на лузната. За сите овие лузни имаме различен тип на протокол, тоест и различни типови на ласер во однос на апликацијата заедно со дополнителна терапија. Меѓутоа, не постојат во дерматологијата пакети на услуги кои ќе кажеме треба да се направат неколку постапки. Индивидуално треба да го процениме, нели сепак возраста на пациентот, некои други состојби кои што имаат пациентите, лекарства кои што се примаат, многу е поразлична лузната доколку се наоѓа на деколте, на труп или во лицева регија, типот на кожата, бојата на кожата, дали ќе треба да ја ремоделираме самата лузна или ќе ги работиме крвните садови, ќе го работиме пигментот, ќе го работиме црвенилото како такво, или ако имаме пред се лузни кои што се во лицева регија, кои што се одакни. Знаете, вие имате пациенти кои што имаат, ние викаме како едно небо од звезди кои што се различни. Тоа значи имаме во форма на шилци, во форма на, да кажеме, подлабоки или поплитки влабнувања, атрофични лузни кои што се во најголем дел процент присутни, и вие за сите од овие, да кажеме, море од или да кажеме небо од звезди имате различни типови на протоколи. Значи не може со еден ласер или со една постапка да се решат веќе настанатите дефекти. Значи проценката е на докторот, меѓутоа не зависи само од докторот. Најголемата, да кажеме, соработка е од пациентот, бидејќи пациентот ни е многу битен во однос на дали ќе работиме инвазивни или ќе работиме неинвазивни постапки. Ако пациентите не ни се спремни, апсолутно ние можеме да работиме со неаблативни ласери кои што исто така може да направат подобрување на лузната. Ако во претходните 20 на година ние немавме кадар, нити ги имавме инструментите кои што се потребни за решавање на ваквите проблематики, сега можеме да кажеме на вистина во Македонија постојат и кадар кој што е добро едуциран во справувањето на лузните, не само во однос на ласерите, него и во однос на уредите кои што се присутни и кои што се одобрени од Агенцијата за лекови, кои што се присутни во Република Македонија. Кој претходно пред 10 години јас моите пациенти ги испраќав како прва клиника во Италија, сега веќе истите ги работиме и така успешно сепак со соработка со пластичните хирурзи, психолозите, педиатрите и ортопедите заедно.